Kažu jedan ashab. Ovo mnogo retko sam go kažal. Pejgamber alejhi selatu vesselam koja napravi džamijata u Medina. U početok. I сега minber. Što je minber? Minber znači ona od kada što imamo za džuma drži hudba. Minber je arapska zbor što znači visoko mjesto. Minber, na? Minber, jembiru minber. Znači onaj koji se kači na visoka skala. I u početok Pejgamber alejhi selatu vesselam imaš jedan trup, сега zamislimo da ih objasnim ovo na makedonski. Trup. Znači od palma drvo prečeno i ostane tu kako trup, znači taka steblo, znači steblo koje Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem koja sakaše da drži hutba, znači sakaše da drži ders, Pejgamber alejhi salatu vesselam se kačeše na to drvo. Znači kako to drvo i prečeno. I to je gore, znači ravno. I Pejgamber alejhi se kačeše na to drvo da bide na malo visoko mjesto za koje će im drži hudba na ashabite, da ti go gledat. Videći koga go slušaš glasot, je dobro. Međutim, i koja gledaš ličnosta, toga še ušte podobro. Znači, kako na prvo džuma, slušaš ders imam, ama istovremeno i go gledaš na imamot. Toga je ušte pojak, ušte posilno, ušte polesnog i primaš njegovite soveti i njegovio ders. I Pejgamber alejhi selatu vesselam po jedno vreme ashabite napravija minber od 3 skali. Znači to što беше drvoto, steblото, го оставија, му направија на Пейгамбер алейхи салам скали 3, 1, 2, 3. И Пейгамбер се качеше на тоа минберот од 3 скали и од тука држеше худба. Држејќи худба Пейгамбер салаллаху алейхи ва селем слуша плачење, јаукање, глас на плач. Асхабите се чудат од каде доаѓа овој глас. Пейгамбер држи худба, а нешто пушта глас да плаче, да јечи, да јаука. И Пейгамбер се вели на асхабите, дали знаете од каде доаѓа овој плач? Овој плач доаѓа од тоа стебло. И штака и леје. Она дрво плаче, зошто веќе не се качам на него, го напуштив него и држам худба од скали. И Пейгамбер алейхи селам слезе од худба, од тие 3 скали, wa dammalahu wa a'tanakahu, пише во книги. Вика го зеде Пейгамбер салаллаху алейхи ва селем, го гушна и тоа се смири. Стебло плаче. И Пейгамбер го гушна и тоа престана да плаче. И вели валлахи, леу лем i'tanikhu lahanna ila yawmil qiyam. Вика валлахи, ако не го гушнев да се смири, валлахи ќе плачеше ова дрво и ќе пушташе глас на жал до судниот ден. Кога Хасан ел Басри рахимахуллах го кажувал овој хадис, почнал да плаче. Плачел Хасан ел Басри. Кога кажувал овој хадис и велел: "О муслимани, дрво што е дрво, плачело за Пейгамбер алейхи селам. Зошто Пейгамбер го напуштил, не се качил на него да држи дерс, се качил на скали да држи дерс. Тога што треба ние да правиме, живи луѓе? Ако стебло, растение, плаче за Пейгамбер алейхи селам, тога што би требало да правиме ние? Кој ма тараке шејен юкаррибуна иля џенне иля бајенаху. Како што велат асхаби. Нема нешто што ќе не однесе во џеннет, а да не ни го објасни Пейгамбер саллаллаху алейхи ва селем. Ниту има нешто со што ќе не куртули од џехеннем, а да не ни го објасни Пейгамбер алейхи ва селем. Се ни објасни. Вие знаете, дори муслиман и пред да влезе во але, пред да влезе во клозет, во тоалет, Пейгамбер саллаллаху алейхи ва селем не научил. И кога ќе влеземе во тоалет, Пейгамбер саллаллаху алейхи ва селем не научил како и како треба да постапуваме. Што треба да правиме? Која дова да речеме? Затоа муслимани го сакаат многу на Пейгамбера саллаллаху алейхи ва селем.